Серијата емисии, почитувани слушатели, ја започнуваме денеска со општ преглед на основните појави и процеси во Македонската народно-ослободителна војна, што ни го нуди еден од учесниците во таа борба, Крсте Црвенковски, во разговорот со уредникот на првата програма на Македонското радио Зоран Иванов. Другар Крсте Црвенковски, во вашите јавни истапувања сте ги изнесували сознанијата за карактерот и особеностите на борбата на македонскиот народ, која започна во 1941 година и тука, на овие простори, заврши со победоносно општонародно востание, со конституирањето на македонската држава. Ве молам во овој момент, славејќи го 50 годишниот јубилеј од почетокот на оружената борба на македонскиот народ, што ќе им речете порачате на слушателите на Македонското радио? Една од основните карактеристики на борбата на македонскиот народ од 1941 до 1945 година е тоа што уште во 1941 година востанието отпочна неповрзано во сите три распарчани дела на Македонија. Према тоа, ако сакаме да правиме една објективна историска оценка, тога мора да кажеме дека некои досегашни званични тврдења дека тука се дигнало востанието благодарејќи на повикот на КПЈ и така натаму, звуча денеска многу еднострано. Мислам дека основниот фактор, основниот генератор на востанието на македонскиот народ во сите три дела беше неговиот вечен порив во борба за слобода. Вечен порив кон слободата. Затоа што тие три дела, во сите три дела познато е дека комунистите беа тие што ја предводеа борбата. А сите тие комунисти припаѓа на три различни комунистички партии, кои имаа различити погледи за борба против окупаторот. Тој чак дури некои спротивставени еден на друг. Према тоа ние нишката треба да ја бараме во самиот народ, во неговото сознание, дека во таа голема битка која се водеше на тлото на Европа, утре, после победата, ќе се крои една нова мапа на Европа и дека конечно треба да имаме капитал од борбата, да можеле на зелената маса да и ние равноправно учествуваме, а не други да ја кроја нашата судбина. Ми се чини дека на овој момент не му е доволно придаван значај во досегашната анализа на борбата на македонскиот народ. И може да се каже дека во тој момент кај народот се роди повторно се роди она идеја на Гоце Делчев, дека само она е твое што самиот ќе си го избавуваш. Ако чекаш друг да ти нешто реши, не може да биде ништо.